Сите неразбрани, особено уметниците, по дефиниција се украсени со низи од бисерна надменост и полносуетни брошеви. Тие потполно несватени од пошироката публика со опус на кој му се поклонуваат само оние што мораат. Ја имаат таа потреба, наместо со делата да влегуваат во персонална полемика и без исклучок во обид самите со оглед дека нема кој да ја покажат својата величина. 20 пати кажување селска. Па така, ја така доживеав, па имам ја право како да доживеам. Не знам дали сте биле на голем друг свет. Не сум бил, само ти си била. Тој што не бил барем 5 пати кандидиран, од кој еднаш и официјално номиниран за најпрестижната филмска награда. Но ако не бива да направиме филм за Оскар, тогаш сигурно сме неверојатно талентирана нација за музика. За сите, па и за овие избори се раѓа по некој нов хит, кој се заканува дека ќе направи промена на топ листата, каде се уште се врти еден стар Evergreen. Не може нам нико ништа, јачи смо од судбине. Не може нам нико ништа, јачи смо од судбине, а? Е дошло доба да се растаемо, Стефчо. Увиек ćemo да се познаемо. И додека публиката напред се забавува со фолк парадата, зад кулисите, актуелната политичка естрада неочекувано го заигрува истото оро за кое се мислеше дека е одсвирен. Може би впечатокот е лажен и само наликува дека тоа и натаму ќе се игра. Но ако наместо да се пушти раката и да се реализираат најавените одговорност, пенали и кривични, во неа се става мастило, тогаш играорците треба да се потсетат зашто се фатиле. На сомнителен начин се испомпуваат милионски евра народни пари. За овој музеј, основниот договор во вредност од 4,5 милиони евра е надграден и проширен со дополнителна серија на анекс договори во вредност од неверојатни 10 милиони евра. Да се оневозможи оние изигрувања, анекси на договори, да се билдаат цени и профити кај некој, значи тогаш Македонија ќе почне да има шанса. И мислам дека нашата генерација има таа обврска. Вчера во владата на Република Македонија подпишан е анекс на договорот за изградба на автопатот Миладиновци-Штип. А дотаму, штом подпишуваат анекс, патот сигурно не е готов, и ако има такви што го тврдат спротивното. Па нормално, се поставува прашањето, кому сега да му се верува? Почитувани сограѓани, пред 4 години реков дека сите патишта ќе водат кон Штип следните 4 години. И тоа се оствари благодарение на владата која предводеше господинот Никола Груевски, а после 2020 година ќе имаме нов аеродром. Што ме така? Време е да се подготвиме за летот со кој ќе стасаме да помогнеме во расчистувањето на цивилизацијските дилеми. Иако е совршено нејасен изборот на патници со кој сме наумиле да ги решиме глобалните проблеми на модерниот свет. За Каталонија, за референдумот и за се она што се случуваше изминативе денови со Шпанија, а веројатно и за некои други теми, како што е курдскиот референдум и сепаратизмот во Европа, ќе зборуваме со моите гости, Евтим Клетников, поет, есеист, познавач на шпанската литература. И на крајот, кога баш нашите литерати се повикани да го решат светот и векот, на обичниот народ не му останува ништо друго, освен да си ја накриви капата. Јас сум наклонет, како што стои на капата, и единствена капа во Македонија. И на Македонија и треба единствена капа, за конечно да си ја заштити главата, не дозволувајќи повторно да биде истрижена.